Значи Груевски е тука свесен дека се случува нешто. Да, тоа се случува уште во самиот момент пред тој да се качи. Така. Минута време пред тоа. Еве на оваа слика се гледа како го известува. Значи еве го Горан се вика дечкото кој од специјалната единица Тигри што ја наблюда ситуацијата и тука има конфликт со друг дечко што ги имаме и тие слики. Значи може да се докаже дека бил работно ангажиран. Оваа слика е 12 и 17-18 минути. 2 минути пред убиството, 3. Спасов ја наблюдува што се случува, значи више Мартин не има проблем со униформираните полицајци што кажуваат дека не биле информирани и така натаму. Да. А истите тие униформирани полицајци после тоа го преместуваат телото. Овие слики ги дадов на неколку партии, ги предложив да бидат изјавени, мислам да излезат во јавноста и на интернет од сите беа заобиколувани. И од суд, и од обвинителство, и од све. И не сме само ние случај жртва на системот, туку сите сме више, на некој начин. Јас имам докази, мислам и случаеви што секојдневно ја трпат тортурата. Институциите пробаа да не замолкна и медиуми и заплашија и народ, но правдата мора да излезе на виделина за сите нас. Ние ова што го поминавме во овие 2 години, тоа е голгота што ни на душманот не би му се препорачал. И затоа сметам дека заедно сплотени можеме да успееме до правдата не само за Мартин, туку за сите. На 6 јуни 2011 година беше убиен Мартин Нешковски од припадник на МВР. Граѓаните против полициска бруталност протестираа 40 дена и има многу барања кои се уште не се исполнети. Судската постапка течеше и за жал немаше командна одговорност, која беше една од барањата. И судот ја одби и приватната тужба на семејството Нешковски во ноември 2012 година. И заради тоа решивме ние како движење со соработка со Хелсинскиот комитет да поднесеме односно на иницијатива на семејството да се поднесе тужба во Страсбург која ќе ја бара понатаму правдата. Последната активност која што на овој ден ние ја преземаме, Плошта Слобода заедно со движењето против полициска бруталност и семејството Нешковски е иницијатива, тоест барање до Советот на општина Центар, на местото каде што беше умиен Мартин да се постави мала плоча, спомен обележје, по кое граѓаните на Скопје ќе го паметат овој чин и ќе го паметат овој настан. Сметаме дека е многу важно да се одбележи смртта на Мартин и да се одбележи движењето против полициска бруталност, бидејќи Мартин беше жртва на структурно насилство, на полициска бруталност, но воедно стана и символ за борбата за правда во овој град и во оваа држава. Многу луѓе се идентификуваат со тагата и со болката на семејството, но и со целото движење за полициска бруталност. За секогаш да се потсеќаме дека насилството е недозволиво во едно општество, заради тоа се одлучивме да ја поднесеме оваа иницијатива. Gracias.